Добри ден во студио за моите гостинки, Нафие Селмани од ВЕСА и Марија Џонс од Левица. Вие сте две жени кандидатки за градоначалнички на Скопје. И сега првото прашање, со оглед дека сте моите гостинки, сте мои гостинки жени, идејата ми е што мислите дали женските права се во фокусот на вашата програма и вашата политичка определба всушност. Само ќе ве замолам, ќе треба да одговарате по 2 минути за секое прашање. Јас ќе гледам во часовникот. Еве, ве молам, Селмани, почнете. Јас пред да одговорам на тоа прашање, морам да ви се заблагодарувам 2 пати за поканата, бидејќи морам да кажам дека сте единствена досега која што ми дадовте можност, особено од македонските медиуми, додуша не што работата подобра и во албанските медиуми, и јас се чувствувам запоставена, минимизирана до крај како кандидатура. Не дека мене лично ми треба некоја промоција, уште еднаш ви благодарам. Што се однесува до вашето прашање, да, јас како кандидатка, прво што се залагав на ова кампања е дека ако јас ја добијам поддршката на скопјани, ќе се залагам силно да се смени ситуацијата прво со институцијата град Скопје, каде што има 16 сектори, а малку жени на раководни позиции и 7 јавни предпријатија, ниту една жена на раководна, значи директор, и 7 културни институции. Исто така тука имаме, мислам дека само 2 жени. Ова слика мора да се смени и јас тоа ќе го направам. Добро. Отприлика 1 минута говоревте. Да. Марија, ве молам, имате 2 минути ако сакате, и ако сака после дел од програмите, идеологијата на нас левичарите, нормално бродовата еднаквост и рамноправност. И како што знаете, нели имаше на почетокот и имавме мал проблем. Не беше тоа некоја намерна провокација, едноставно ние малите партии понекогаш имаме за овие локални избори цела војска народ ви треба за кандидати за советници и интересно беше што во многу средини и онаму каде што не очекувате места како Ѓорче Петров, Велес, Штип, листите најбрзо ни ги наполнија жени. И тоа многу ни се допадна и се излезе дека ние сме имале малку повеќе жени од што требало на Ѓорче Петровската листа. И можеби некој наше искуство дека тоа мора многу стриктно да биде, нели, еднаква застапеност на родовите. Ние мислевме дека, нели, па супер, нели, тие квоти и постојат за да бидат жените поприсутни да конкурираат за политички функции. Се обидовте да ја коригирате листата? Ја коригиравме, нели, сите мора да имаат по некоја резерва и не беше тоа проблем, меѓутоа се испостави, сакав да ви кажам, и тоа е многу добро. Ние кога се формиравме од почетокот, да, понедостасуваа жени, меѓутоа еве во нашето кратко постоење многу повеќе жени се интересираат да соработуваат со нас, да станат наши членови и да бидат на нашите листи. Добро, има една јавна заложба против насилството, заштита на жени и на деца жртви на насилство, вклучувајќи го и семејното насилство, но последната вест за која всушност и Минче Точимата колешка правеше една дебата во неделата е дека ниту еден од кандидатите за градоначалници од општините Рачиново, Карпош, Сарај, Студеничан и Чучер Сандево не ја потпишале јавната заложба. Знаете што, одлично е тоа. Вие ќе говорите или може ајде Селмани нека биде да си го задржиме редот. Јас и Марија како жени присуствувавме и јас со задоволство ја потпишав таа јавна заложба. И можам да кажам слободно, со најголема морална одговорност, доколку ја добијам довербата на моите граѓани, ќе ги исполнам до крај сите тие барања, што се однесува до непотпишувањето. Како го објаснувате тоа? Јас немам објаснување, посебно за кандидатката од Арачиново, како жена, не дека овие другите ги оправдувам, него имаше тука еден мал друг проблем. Не е проблем. Нашето представување, јас на вистина кажав и пак ќе се повторам. Целосно ќе ги исполнам сите тие испорачани барања, бидејќи се тие бројки се фрапантни.
тоа насилство, значи ние збориме, ние живееме во 2017 година, уште се соочуваме, нашето општество се соочува се уште со такви проблеми, тоа е за мизерија. И тука мислам дека нашите институциите на Република Македонија целосно се пропаднати од аспект што жената воопшто нема заштита. Значи системот не ни функционира. Него имаше тука еден друг момент. Одредени портали, јас не знам какви се тие портали, од портал се подразбира нешто што треба нешто за нешто објективно да информира. Добро. Се дрсна, па цел ден ми направија вест како јас сум била седната до Тарчуловски. Значи, тука имаше некој си протокол. Ни кажа кандидатите си седнуваат на прв ред, па после си седнуваат носители на листи. Човекот си дошол, јас воопшто ниту го приметив. И тоа стана вест на 4 портали кои апсолутно работат по одредена агенда, партиска агенда. И тука нигде не се спомнуваше тоа што јас го кажав јавно преку мојот Facebook профил и фанпејџот, дека се залагам целосно овие барања да ги исполнувам. Добро, имате веќе 28 минута оди, значи 2 минути помина. Џонс, ве молам. За истото, бевме, го подпишавме. Јас и се познавам. Овие градоначалници од општините што ги наброи. Знаете што? Зошто немаат подпишано? Веројатно не го сметаве за доволно важно, веројатно не сметаат ни на женските гласови. Нема што да се лажеме какво ни е општеството и дека, мислам, и ние се соочуваме како жени кандидатки со, таков да го наречеме, со во недостаток на положба, покровителски однос. И тоа е нивна одлука која што јас сметам Вие немате кандидати за градоначалници од овие? Нема, па ви реков, ние сме мала партија кај што успеавме да собереме листи, таму конкурираме. Ние би сакале да се има време. Дај Боже да обстоиме и да се шириме и да имаме, да имаме листи секаде. И ни го кажуваат тоа и локалните, посебно баш во Тетовско, во Шеска, многу имаме проблеми таму да го прошириме огранокот, меѓутоа се надеваме на се најдобро. Добро. А ние го подпишавме, јас сум присуствувала и на претходни средби и залагања и на женско лоби, и на Една може, директно сум соработувала и се познавам со Дороти Пачкова и мислам дека е тоа жртвите на семејно насилство, самохраните родители, женските социјални загрозени категории беа целосно запоставени во општеството како некоја стигма да е тоа. И мислам дека ние имаме, мислам го кажав тој во собрание, јас инсистирав да влезе многу конкретна мерка да самиот град Скопје доста веќе само тоа некој од страна пари доаѓаат фондации, ние самите да покажеме дека сакаме нешто да направиме во врска со тоа, затоа што дури тие барања што ги подпишавме кога беше пред неколку дена, се скромни, проблемот е поголем. И тие луѓе треба да например, кај Дороти сум ги видела, не се сите самохрани мајки, например, да речеме, со можност да најдат работа. Тие веќе имале работа, се распаднали брак или врска, останале со мали деца и немаат никаква работа. И јас предложив да во рамки на градот да има многу и за многу други ранливи категории и центри, меѓутоа во овој случај еден шелтер центар каде што поскоро и побрзо жените ќе почнат да работат. Дури еве нека готват храна за бездомници, да се активираат, да се чувствуваат дека живеат воопшто, дека можат да се грижат за себе си и за своите деца. Еден достоинствен живот. Билјана, извини мене, мислам дека ми остана една минута од првото прашање. Нема проблем, може да се вклучите. Бидејќи прашањето беше женските права и нашите кандидатури. Јас тука морам да кажам нешто, пак е нагласам посебно за македонската јавност. Зошто ја прифатив оваа кандидатура и без да бидам член на партиските органи на БЕСА, бидејќи кандидатурата понудата за ова кандидатура ја добив баш во еден период кога се правеа листите или веќе некои беа завршени. И тука имаше на социјалните мрежи, преку колумни, имаше една лавина реакции на жени, феминистки, меѓу кои јас, не како феминист, него како жена, стварно, значи нас да не беа тие квоти законски, да ги терат партиите за да стават жени во тие нивни листи,
ние се сигурно нас Немаше воопшто да ве немаше има? така. А, И не. ја добив понудата. Добро, тоа се однесува на да, Беса, ја добив претпоставувам. понудата баш во тој период. И предизвикот беше премногу голем за мене. Не сум член на таа партија, ги поддржував, еве јасно кажувам и со глас и се како дека ги поддржував. Да. Кај ме најдоа баш во период кога Ептен беше главна тема и не можев да кажам не, си кажав да, али нешто си ветив дека ќе водам и ќе промовирам нов вид на кампања. Не може на локални избори. Станувам јас на 25 октомври, кога веќе и официјално почнува кампањата, и на моја улица, во моја општина, гледам билборд на лидер на политичка партија и сега се прашувам дали имаме парламентарни или локални избори. Мене ме нема на билборд и ниту ми е потребен. Добро. Добро. Има И морам да добивте да ги таа по, минута, да ја пофалам смелоста на движењето Беса да кандидира жена, да номинира жена за град Скопје. Да, добро. Околу приоритетите за решавање на проблемите во Скопје сега можете вие, Џонс, да одите така Да се менува. Да. Кои се вашите топ приоритети? Тоа е прашање. Добро, за Па например потоа ќе во врска да. со загаденоста на Скопје го расправавме тоа често. Ќе се навратиме на тоа повторно, меѓутоа едно кое што и го забележувам низ кампањава и претходно и низ кампањите на парламентарните избори, кај луѓето на секаде низ Македонија е многу подкопана и изгубена довербата било во локалните, било во централните власти, посебно во локалните, каде што е подиректен контактот. И еве и вчера бевме во Топана и сите тврдат дека нема доверба во своите представници ни во Советот, дека тие се грижат сами за себе. Второ, исто имаме, например, во Источна Македонија, кога бев во декември на изборите, најсиромашните места ги имаат најбогатите градоначалници во Македонија, кои што се градоначалници по 2, по 3, во Демир Капија 4 мандати. Знаете, шерифи, бегови, јас ги нареков за радио Кочани наши, не турски, наши бегови. Да. Разбирате, моќта со односот на градоначалникот има економска моќ колку целиот град заедно. Тоа се и приказните и по медиуми, и по портали, и меѓу луѓето за корупција, дека се добива впечаток дека на властите градот или земјата им станува као некој real estate, нели, она недвижнина, на со која што ни треба да барата, да фаќаат профит, да си основаат странични фирми, роднини, пријатели. Луѓево се очувствуваат оставени, заборавени. Сами на себе, да. Добро. И ние имаме некои од мерките се дека може во ваква ситуација, да не била ваква, може би не, да се ограничи мандатот на градоначалниците на 2 мандати, да се зголеми директната демократија многу повеќе, иако сме свесни дека ова со бегалци референдумов беше злоупотребен од една политичка партија, меѓутоа да се намалат законски бараните проценти и за граѓански иницијативи, и за локални референдуми, и за секој поголем зафат во општина или град да се информираат луѓето навремено пред да се воопшто навлезе во никакви законски обврзувачки сделки во врска со тоа. Не бараме ние ништо. Барате јавна дебата всушност. Да, и дебат, Добро. информирање на луѓето, дури и со ливчиња по сандачиња, зашто знаете ова се стандарди веќе во многу западни демократии. Луѓето чувствуваат кај нас дека нешто не е во ред, а не се ни свесни колку им е одземено моќта всушност на им одлучувачки фактор. од страна на инстанции кои што всушност треба да се грижат за функционирањето на заедниците. Добро. Салмани ве молам. Приоритетите за решавање на проблемите. Да, ма морам да се надоврзам со одивањето на ова кампања. Пред да бидам кандидат за градоначалничка на град Скопје сум и граѓанин и на вистина е за жалење како тоа што го слушам и што го читам, толку што успевам јас, нели сега малце сме повеќе зафатени. И врвот на тоа погрешно информирање и манипулација со граѓаните постигна кога еден ден читам на еден портал, поради коректноста нема да го споменувам со име, еден одреден кандидат за градоначалник на една општина ветува дека ќе инвестира 300 милиони за еден одреден проект. Значи, апсолутно е за секој, ова е
за секое подценување на самите гласачи прво и на мене како граѓанин, истиот ден јас ке гласам. Значи ние збориме тука, слушам инвестиции кои што претпоставувам ни владата на Република на Македонија нема да може да ги реализира, а камоли една мала општина со еден мал буџет. Слушам такви цифри, такви милиони, што во еден момент си мислам, абе, ние збориме за лондонски буџет или буџетот на Њу Јорк. Значи, кај мене јас нема да не промовирам, јас не зборувам за цифри. Што се однесува до моите приоритети, кажав, прва работа мора да се промени таа слика на мажи и жени. Ако може една жена да раѓа, да одгледува семејство, деца, све да прави, не може да директорува со, да речеме, еве, паркови зеленило. Зошто да не со ЈСП и тоа. Значи, тоа е прв мој приоритет. Број 1. Добро. Број 1. Друго што ќе правам, што би правила, мора да се смени начинот на раководење на градот, на град Скопје и институциите што се под надлежност на градот. Не може да се поминуваат некои капитални проекти, посебно капиталните проекти преку две филтри, Совет на град Скопје и градоначалник на град Скопје. Тоа мора да се менува и јас тоа ќе го направам. За секој проект, посебно капитални проекти, ќе се вклучат активно и ќе партиципират сите затегнати страни и сите заинтересирани страни. Дали се тука ќе се вклучуваат местни и урбани заедници, одредена општина каде што планираме нешто да реализираме, експерти од одредена област, посебно невладиниот сектор. Не може на градоначалник или на 45 советници им текнало ова, ќе прошириме една улица и тоа да се прави. Значи мора партиципира. Тука сме на крајот, но потоа ќе одиме дел по дел. Еве загадувањето го споменавте. Џонс, тоа е број 1 проблем во Македонија. Кој е планот? Знаете што, според некои анкети, добро, иако сите нели го туркаме ова загадување, според некои анкети луѓето се уште се многу најзасекирани и загрижени за инфраструктура, патишта, канализација, вода и не се доволно свесни, сакате да кажете, за загадувањето. Јас го спомнав во едно пишано интервју пред 2-3 години, работев некои преведи за една фондација која што сега веќе не ни постои, дигна раце од нас, која што е поврзана со екологијата и го прашав нивниот раководител, добро, зашто вие не сте заинтересирани толку за политичкава криза, нели сите бевме во ек на протести овона, века, да знаете каква еколошка бомба е Македонија, можеби вие би си ја пренасочиле загриженост. Ние бевме во 2016 втор најзагаден град во Европа, а прв беше Тетово. Тоа е загрижувачки. Значи ние и вака еве јас најдов, еве тука имам една студија од пред 10 години, не одамна. Не е точно дека ние не сме размислувале за тоа за зеленило. Например, тука е наведено дека законски 25 метри квадратни треба да има зеленило по жител. Најблиску до тој општина Карпаш. Ај таму и луѓето се и па и најбунтовни, најсвесни за тоа. Рестово скопски општини е катастрофа. Значи, ама не е само ни зеленилото. Значи, ние Скопје котлина без доволно провер. Сака да работите на свеста на граѓаните пред. Да, ние вчера во Топана со децата ни помагаат да го собираме отпадот, ѓубрето, и децата ни носеа камчиња и ливчиња. Драгана, носителка на нашата листа, екологот беше, па нив им треба образование што е отпад. Да. Ме разбирате, не. И ги учевме што не се разлага во природата, што тоа е добро на земја. Меѓутоа, загадувањето на воздухот, што е нели најубиствено, директно најубиствено, до сега виновниците беа грејењето во зима, што е стварно проблем, затоа што и дрвата немаат лисја тогаш да помогнат. И тука ние го спомнавме тоа. И мора да се што има лисја во Скопје. Да. И сообраќајот и индустријата. Тука се менуваат со тоа што со индустријата е проблем што се сомнева, ние веќе Скопје нема толку голема и тешка индустрија која што порано не загадуваше. Колку легално што се прави и на една дебата градоначалникот Рајновски ми рече, па дај ние, пошто јас као наивно го прашав дали градот исто може да испрати инспектори во железарница, исто како и Министерството за
животна средина. Да. Да, вика, ама они ноќе не работат, а луѓето се мерењата покажуваат дека тогаш најмногу се загадува. Кога нема ни сообраќај, а и доста од грејењето, нели, не учествува. Значи, многу фактори се во игра, го загадуваме Скопје многу повеќе отколку што може да поднесе нормално на наша штета. И сега во тек е некаква студија, меѓутоа исто како што рече господја Салмани, недовербата е голема. Треба многу повеќе и стручни лица, и засегнати страни, навистина сериозна студија, а тоа значи со веднаш конкретни мерки, краткорочни, среднорочни, долгорочни, што ќе се направи за да се спаси овој град, да не стане депонија во секаква смисла. Да, добро. Ве молам. Да, Салмани? значи треба нешто да малку да ги со факти да зборуваме. Факт е дека град Скопје има малку надлежности. Тука мора да се вклучуваат сите институции, посебно Министерството за животна средина. Едно што ќе направам, јас сум многу директна, може да се работи. апсолутно мора да се почне од негде. Нешто што ќе правам, еве јас ќе кажам, бидејќи јас сум најзасегната, ќерка ми има проблем со алергија и крајници, зимно време ние повеќе сме на полекари него што сме дома, нема врска. Значи сите граѓани, тоа мислам дека не дека не сме свесни, сите сме свесни, него мора да постои нешто што се вика глоба и казна. Во Бутел, таму одам почесто, ја носам ќерка ми на карате, има тука едно-две пекари, не ми се верува, таа пекара функционира со стари гуми, и тоа не да е загаденост, не да смрди, значи тоа не е дозволиво. Надлежен орган мора тоа да го казни, и тоа со високи казни. Не може. Прва работа. Друго за што јас се залагам, мора да се подигне свеста за користење на јавниот превоз и за велосипедот како превозно средство. Јас лично сум корисник на велосипедот, сега лани ми го украдоа, сега немам, ќе купам нов. Не, стварно така е, бидејќи ние така ги прават зградите. Не предвидуваат паркинг места за коли, а камоли на некој да му текне паркиралиште, а мора секоја станбе на единица, мора да има предвидено паркинг, апсолутно. Место добро. И на тоа најмногу ќе се залагам, пешакот секогаш ќе биде во предност и велосипедот ќе биде превозно средство. Со најмалата популација ќе почнам со едукативни форми и мислам дека колку толку ќе се придонесе да се реши овој проблем. Добро. Скопје е ужасно нечист град. Сега ќе почнеме домаќински муабет. За ова сме го расправала исто. Кои се приоритетите, основните потези кои би ги Скопје на неколку нивоа е тоа. Добро. Прво, депонијата Дрисла, исто тековниот градоначелник ни кажа дека таа печка што требаше да постои, да го гори отпадот со филтри да се создава енергија, не функционира, постои само тоа печкичето за медицински отпад, иако и Дрисла во споредба со остатокот од Македонија е и некаква стандардна депонија со англискиот, со затрупување на ѓубрето, некаква иако знаете и тоа дека италијанска фирма и тие многу сомнежи за криминали, онака баш сопрановска приказка, нели мафијачите со ѓубрето се расправат, тоа да се реши. Второ е одржување, мислам, ако кога се врати вчера од Топана, нели, од едно купче коприви извадив полна вреќа ѓубре. Се слегов од автобус на Партизанска, на автобуската имаше исто толку многу ѓубре. Сега, тоа луѓето фрлаат, треба да се работи на тоа, меѓутоа мора да се чисти. Сум живеела во европски метрополи и се чисти секој ден. Мене си правам понекогаш експерименти, низ центарот поминувам и колку дена поред ќе го гледам истото ѓубре на истото место. Непоместено, по 20-тина, по цел месец. За прав да не збориме. Исто и ова, например, последно што се дигна паника во Карпош, арсен во воздухот. Може би е и од почвата, затоа што имаме доста арсен во почвата и кога изеленилото не се оддржува, не се полива, нешто што е под ингеренција на градот Скопје по булеварите се оддржува, општините имаат одредени парчиња што
нели им се за покажување, Да. меѓутоа огромен процент тој од постоечкото зеленило не се одржува и се валка. Сега мојот, да го наречам, штос во цело ова, тоа бара да добра организација, добар систем и многу луѓе. Сега не мора да значи дека сите тие ќе бидат ново вработени, нели имаме превработена администрација, социјален проблем е тие луѓе сите да се отпуштат, а дури и оние што не оделе на работа нема некаков правен начин да се отпуштат, да се ги побара градот Скопје барем, а им го советувам тој на другите општини, да се префрлат во јавниот сектор, да го изорганизираат овој систем, затоа што знаете, на пример кај нас само полиција казнува и одредени инспектори. Има еден англиски израз, не знам, јас уредали го, да се избегне law, терминот social enforcement officers, кои што би биле на општините, и тоа би било и приход на пари од општината, кои што ќе казнуваат за фрлање смет, за попречување на сообраќај, за погрешно паркирање. Значи, тоа е една малце нулта толеранција политика и сите овие другиве што велам јас во јавниот сектор да организираат еден систем на чистење кај што ќе има и контрола. Ме разбирате, кај нас ќе ги пуштат луѓево. Провери, фишчисти, и никој не поминува да провери дали е всушност тоа така. А секаде сум го гледала, тоа така функционира. Нема да и тоа ќе го наречам ја, ќе работите по нормиран учинок, меѓутоа ние нема да бидеме нефер, ќе дозволиме да преговараме кој ќе биде тој нормиран учинок со вашиот синдикат, а ако не сте синдикат, еве станете член на УПС, така борбен синдикат на администрацијата, и тоа би било многу покорисно за градов отколку 16 милиарди референти за овај зона. Добро. Ајде околу инфраструктурата. Не, јас морам да се исто за јавната хигиена. Значи бидејќи јас да, морам. Сакам да се вклучам. Значи, што се однесува до јавната хигиена, ситуацијата не е мизерна, баш кај што јас доаѓам од, мислам, не сум сигурна, ма предпоставувам, доаѓам од и живеам во најнечистата општина, општина Чаир. За жал морам ова да го покажам, ако ми дозволите, и пред камерите. Ова е Чаир? Не, ова е во Чаршија, во срцето на градот. Друго нешто што се однесува. Да. И прва работа што ќе ја направам, морам да направам една ревизија да видам зошто ситуацијата е таква токму во општина Чаир и зошто, ако споредуваме, со жалење морам да констатирам дека разликата, да речеме, еве помеѓу општина Аеродром, што се однесува до јавната хигиена, и општина Чаир е, што да ти кажам, значи тен се разликува. Мора да се види, да се направи ревизија во смисла на тоа дали може би фалат контенери, дали може би треба други проекти да се направат, али таа општина е толку нечиста и за ова нечистотија мора да одговарат институциите во овој дел. Јавното претпријатие е комунална хигиена. Не може и недозволиво и несфатливо за мене како граѓанин пред Рамазан Бајрам или другиот Курбан Бајрам, јавното претпријатие прави вест и медиумите на тоа го пропагираат. Јавното претпријатие комунална хигиена ќе спроведе акција за чистење на општина Чаир пред Рамазан Бајрам. Значи тоа е навредливо. Мора да се види каде е проблемот и мора да се чисти таа општина и сите општини, апсолутно. Добро. Ако смитате дека треба нешто да додадете, да биде фер, па добро, мислам, инфраструктурата, така? Околу инфраструктурата. Значи канализација, водовод, ги знаете сите приоритети кои се алармантна каква е ситуацијата, па и јавен транспорт тука е вклучен, генерално инфраструктурата. Јас ќе почнам од наопачки од јавниот транспорт. Ние и како партија и јас конкретно, што јас не сум ни возач, Скопје е веќе доволно големо да мора да размислува, и тие такви проекти и постојат. Случајно го познавам авторот на еден од нив за еден јавен шински превоз, дали ќе биде на струја или некако, не е битно, затоа што не можат бесконечно улиците да се шират. Јас имав прилика... И да се трупаат на улиците всушност и автомобили. Да. Па да. И знаете, тоа беше една политика на претходната власт, која што е, нели, од една страна изгледа индивидуалистичка, се удоволија, луѓето се дозволи увоз на стари возила, сите да имаат автомобили и што можат и не можат да ги одржуваат.
И плюс и државата си собира даноци, акцизи од бензини и сега одеднаш си создавате проблем. А тоа му се случува на секој голем град како што расте, станува проблем. Значи, да има еден, затоа што и луѓе и со автобус што одат не можат по час и пол да пристигнат на работа. А исто и со автомобил. Во тие битните часови тотално се закочува сообраќајот. И во градови како Лондон ќе се качите на метро, никој не помислува со автомобил да оди преку центар. Сега, добро, нас не ни треба метро, меѓутоа може да се постигне некоја врска од едниот до другиот крај на Скопје со сервисни автобуски линии навнатре, да не се оптоварува дополнително сообраќајот по постоечкиве улици. Инаку да ви кажам, тие такви надвозници, подвозници, клучки, чуда, врагови, ги баш имав прилика тоа сака да кажам лани да поминам подолго време во Глазгов, тоа е направено таму и многу е грдо и никој не ги сака и не го растоварува многу сообраќајот, а е направено како и во многу други градови и железници да се расчистат бедните квартови. Од кога им пропаднала бродоградителската индустрија, од многу луѓе одеднаш тој град се опорави сега, меѓутоа имало 20-30 години и за да ги раселат овие од блиску до центарот и не знам дали сакаме да го видиме Скопје такво. Второ, Скопје е и земјотресно подречје, не знам колку се реалистични и по цена, копања под плоштадот, под кале и кога може да се постигне поефикасно, поевтино, понезагадувачко и побрзо решение и за сите. Да, добро. А што се однесува до канализација, тоа е секаде и водовод, мислам што да ви кажам, тоа се и општински надлежности. Се извинуваме само имаме ние баш и листа во Ѓорче Петров и со нашата носителка бевме тамо пред да почне кампањава на денот на општината и се испофалија они нели биле европска опште ужас во Волково, вами сите имаат такви приказни. Тоа е обврска која што не знам, ја како кандидат за градски градоначалник би можела да советувам да се разреши, пошто има и криминални случаи кај што луѓето се прелажани, чествувале со пари и со ова со она. Меѓутоа, она што е обврска на градот Скопје и кое што постои, повторно сум го кажала и ќе го кажам, е таа пречистителна станица во Трубарево. Ние дури мислам дека си ги штимаме податоците за која е категоријата водата на Вардар, колку го загадуваме, за да не се изгради тоа, што е уште посмешно, зашто средства ќе ни обезбедат и ИПА фондови, сите се залагаат за тоа, а ние не го правиме, истураме тони и тони непречистена канализација во Вардар. Добро. Салмани ве молам? Да, значи што се однесува до за инфраструктура. За така. За жал, ние мора уште денеска да разговараме и да тука да дебатираме дека Скопје и многу населби во Скопје се соочуваат се уште со недостаток на вода за пиење. Значи тоа ќе биде мој прв приоритет, доколку јас бидам градоначалничка. И друго нешто што мене како жителна на овој град и на една одредена општина е катастрофално што при секој дожд, не мора да е пороен, на многу семејства им влегува водата, оти немаме добри атмосферски канализации. Тоа мора да биде приоритет. И се наместо инвестициите да, не знам, да ги пренасочуваме на нешто, еве да речеме електрични автобуси, првите инвестиции мора, значи град Скопје мора да го реши овој проблем еднаш за секогаш. Друго што би правела како пешак и како корисник на велосипедот, секоја улица која што е под надлежност на град Скопје, секој тротоар, тоест ќе ставам големи столбови вертикални. Не може кола да се паркира на тротоар и тука немам никаков компромис. Мене често пати ми се случува и која беше ќерка ми мала, дали со количка, дали пешки, јас морам да одам, ото јас стварно обожавам да пешачам и сите активности на 1 километар, 2 километри, јас обично ги реализирам пешки. Ама не можеш, бидејќи сите тротоарите се зафатени со коли. Значи, секој тротоар на улица која што е под надлежност на град Скопје ќе биде оградена со вертикални столбови, и тоа големи, до 50-60, не, стварно. Мора да се научат овие граѓани и ние сите тука. Мене исто така ми се случува на бели линии,
наместо кола да застанува, ја застанувам. Да. Добро, и ленти за велосипед, веројатно. Апсолутно да. Добро, кај тротоар толку Да, имате. па од прилика, Добро, оти се уште се соочуваме со елементарни проблеми, тоа ќе Добро. бидат главните приоритети што се однесува до инфраструктурни и комунални Добро. аспекти. Тоа се прашањата. И сега, ако не одите во втор круг, на кого од партиите би го дале својот глас? Може јас тука да почнам. Ајде, ако ви дозволува. Јас имам една многу кратка порака до моите скопјани, до нашите скопјани. За прв пат во овој е, мислам дека шест циклус на локални избори после независноста на Македонија, и имат две жени кои што исто така ние теоретски имаме и двете шанси. Политичките партиски калкулации е друга работа. Јас мислам дека никој не ги носи од кандидатите во джеп тие гласови. И ќе се надоврзам со мене многу ми се допаѓа една мисла на Маргарет Тачер, која вика, ако сакате да нешто да биде кажано, прашајте маж. А ако нешто сакате да биде направено, сторено, обратете се кај жена. За прв пат скопјани имат од 8 кандидати 2 жени. Овој пат јас апсолутно ги апелирам да гласат најслободно. Нека се ја следат интуицијата, нека си го следат срцето, нека не слушат, нека не чујат, нека се интересираат за нас. Ама овој пат треба да ги оставиме малце мажите кандидати да се одморат, навистина премногу се изморени и еве нека гласат дали за мене, дали за Марија. Јас само Марија не ја доживувам како против кандидат. Добро. Јас со Марија се гледам како едно. Добро, вие двете правите историја со тоа што кажувате, велите дека кандидатки за градоначалник жени. Џонс, ве молам. Па сега добро, ете да бидеме реални. Знаете што ние сме мала партија, немаме ни центар за аналитика, па да можеме да претпоставиме што ќе направиме, се ќе ни биде, се надевам, на добар резултат. Меѓутоа, што се однесува до вториот круг, ние како партиски став дадедовме дека ние си ги цениме нашите гласачи за интелигентни по своја волја, дека гласале за нас и дека нека гласат во вториот круг како исто интелигентни како што тие сметаат. Меѓутоа јас како јас можам да кажам дека еве дур чекаме нашето размишено судство да разреши овие бесконечни случаи на злоупотреба на моќ, наднежност и корупција и се што се случуваше, што подразбравме што се случувало во последниве десетина години. Би сакала, ја ќе го исцитирам стар, иако не сум сенатор, член на Сенатот и не можам да го повторувам тоа при секоја седница, како што рекол Катон по стариот, сепак мислам дека Картагина треба да се разруши. Јас ќе им кажам на гледачите дека сепак мислам дека на партијата ВМРО ДПМН не треба да им се дозволи пристап до народните пари. Добро. Добро, тоа е вашата порака. Ви благодарам што ви благодарам на поканата. Нафија Салманија, Марија Џонс.